Скандалот со објавувањето на разузнавачките документи во Бугарија би можел да има и негативни последици во односите меѓу официјална Софија и Скопје. Меѓу досијата кои стигнаа во јавноста се наоѓа и документ за активностите на бугарските разузнавачи и контраразузнавачки служби во Македонија и во однос на македонското прашање. Бугарските служби за своите активности во однос на Македонија му реферирале директно на тогашниот премиер Сергеј Станишев. Во документот од 2008 година се оценува дека македонските тајни служби имаат традиционално висока разузнавачка активност кон Бугарија, заснована на оценката дека Бугарија представува сериозна опасност од гледна точка на македонскиот национален идентитет. Внимателно се следат контактите на бугарските граѓани и на македонци со пробугарска ориентација со вработените во бугарската амбасада во Скопје. Се чувствува засилена контрола врз работата на бугарската ВМРО БНД во Македонија. Максимално се контролира добивањето на бугарското државјанство, пишува во документот. Бугарската служба овие информации ги добила од тројца разузнавачи: Славеј, посредник и бегавец. Од информаторот Фермата пак е добиена информација за реформите во македонските служби за безбедност со цел за, како што се наведува, нивно обединување и ставање под директна контрола на македонскиот премиер. Бугарското контраразузнавање воочило пад на дејноста на македонската амбасада во Софија во однос на така наречените промакедонски групи. Истовремено, се наведува понатаму во извештајот, се зголемени деловните контакти со цел привлекување на повеќе бугарски инвестиции во Македонија како противтежа на грчкото економско влијание. Процесите во Македонија се наблюдуваат во рамките на операциите Езеро и Октопод, се наведува во досието. Бугарските разузнавачи го информирале премиерот Станишев и дека спровеле оперативни дејства за задржување на членови на промакедонските структури од Бугарија и Грција, како и на лица од Македонија, од кои биле одземени пропагандни материјали за грчката виножито. За случајот биле информирани и представниците на грчките служби во Бугарија. Станува збор за повеќедневното задржување на пропагандните материјали на виножито од страна на бугарските цариници во мај минатата година во пресрет на парламентарните избори во Грција. За спречување на процесите по линија на така наречениот промакедонски национализам, бугарските служби активно работеле преку операцијата Сепаратисти. Во документите до кои дојде Дојче Веле има и информации за поднесените молби за добивање на бугарско државјанство во 2008 година, но во нив македонските граѓани не се споменуваат директно. Документот содржи само бројка од 7000 барања колку што биле поднесени таа година, а од нив 1850 биле одбиени.